Премиерот уверува дека државниот врв не размислува за каква било алтернатива на евроатлантските интеграции. Одговорот на Заев следи по денешната 9-та меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Русија, која се одржува по неуспехот на земјите членки на Европската унија да се договорат за почеток на преговори со Скопје. За мене алтернатива на Европската унија и на НАТО не постои. Тоа и нашиот народ ни го кажува, преку 80% од нашите граѓани се за интеграцијата на Република Северна Македонија во Европа и во НАТО. Наши интерес е, како што впрочем и европските и НАТО земјите тоа го прават, да соработуваат со остатокот од светот. Ние соработуваме и со Русија, и со Кина, и со Блискиот Исток, и со многу азијски земји, како што е Индија и други земји. Зошто ваква конференција меѓу Македонија и Русија токму сега по 3-годишна пауза и дали е тоа некаква порака до Унијата? Заев одговора дека настанот е договорен уште во 2017-та и дека има чисто економски карактер. Знаете дека Германија, Франција, Холандија сите соработуваат со Руската Федерација на економски план и апсолутно тоа не треба да значи никаква порака. Тоа значи дека ние работиме на унапредување на економските состојби во нашата земја, за дигање на нашиот економски стандард, кој што е многу важно. Гледате дека потенцијалите пред нас се огромни заради ниското ниво на соработка кое што економско досега сме го имале со Руската Федерација. Се што носи бенефит на нашиот народ, треба да го правиме. И ние политичарите од овде, и од Руска Федерација, од Брисел и од Берлин. И рускиот амбасадор зборуваше само за економските односи без политичка конотација во однос на зачленувањето на Македонија во НАТО. Фразата која Базникин ја употреби беше нашите братски народи. Што всех присуствующих обединяет стремление. Уверен сум дека сите присутни го делат стремежот за проширување на економските контакти кон реализација на нови заеднички проекти за доброто и во интерес на нашите блиски и братски народи. Македонскиот премиер денеска потврди дека земјата останува на позицијата да не се приклучи кон бранот санкции против Руската Федерација, исто како и Србија, и дека очекува Москва тоа да го цени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.